Вести на Канал 8, добро дојдовте. Со поставување нова опрема се доуредуваат кружните текови кај гимназијата и во Стришани во Кочани. Од општината најавуваат дека наскоро ќе има измена во правецот на возење на улиците Маршал Тито и Кеј на револуцијата. Општина Кочани го комплетира уредувањето на кружните текови кај двојниот мост на спојот на Маршал Тито со улиците Стево Теодосиевски и Тодосија Паунов, како и во Стришани на Димитар Влахов со Страшо Ербапчи и Стево Теодосиевски. Согласно сообраќајната документација за утврдениот режим, како и по добиената согласност од секторот за внатрешни работи од Штип и издаденото решение за режим на сообраќај, на кружните текови се поставува сообраќајна опрема, со која подобро ќе се регулира движењето на возилата, но и ќе се добие поурбан изглед на целата околина. Инсталирањето на опремата го изведуваат работници на компанијата Бојта Инк од Скопје, која беше избрана на тендерската постапка, а пошто беше подпишан и договор во бруто износ од над 2.600.000 денари. Зборуваме за нешто кое што беше привремено. Ова е согласно сообраќајната документација. Временскиот период кој што беше најавен, согласно правната регулатива, тендерските објави, подпишаните договори на општина Кочани со изведувачите, согласно завршените процедури, денеска почнуваме со оперативната теренска работа. По поставувањето на Чеплен и утре Стришани кружните текови, хортикултурно ќе бидат уредени и двата кружни тека и понатаму продолжуваме со поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација. Следните чекори што ќе бидат превземени ќе биде поставување вертикална и хоризонтална сигнализација. Потоа ќе дојде и до промена на режимот на сообраќај во еднонасочен на двете улици во централното градско подрачје на Кочани. Всушност, според најавите од стручните служби во општината, ќе се промени правецот на движење на возилата. На улицата Маршал Тито, од мостот кај шопинг центарот, ќе се вози само во правец кон двојниот мост кај гимназијата. На улицата Кеј на револуцијата пак, од кружниот тек кај полицијата, ќе се вози само во правец кон крстосницата со улицата Браќа Ставреви. Со рекордни околу 50 милиони денари, општина Зрновци ја започнува градежната сезона за 2024 година. Ке се инвестира главно во сообраќајната инфраструктура, водоснабдувањето и други капитални проекти. За реализација на капиталните градежни активности во текот на оваа година, општина Зрновци ќе инвестира близу 50 милиони денари. Тоа е највисока сума досега од низиното формирање. Веќе се завршени подготвителните работи, односно изработена е техничка и друга документација. Спроведени се постапки за јавни набавки и донесени се одлуки, односно подпишани се договорите со економските оператори. Со тоа се овозможени услови за започнување на реализација на проектите, што треба да ги подобрат животните услови на жителите и развојот на општината. Најголем дел од инвестициите се однесуваат на изградба на сообраќајната инфраструктура, при што 30 милиони денари се планирани за изградба на локален пат од Зрновци до Мородвис, потоа на улицата Филе Ристов, како и на спој на улицата Никола Карев со нова сервисна улица. Дополнително, уште 3 милиони денари се обезбедени за изградба на нови улици во Видовиште, Мородвис и Зрновци. На последната седница на Советот на општината, градоначалникот Коцев ја најави и реализацијата на уште 3 проекти, за што ќе се инвестираат близу 10 милиони денари. Значи, работи се за градежните активности и проекти, изградба на тротарна улица Илинденска, изградба на армирано-бетонска преграда зафат на Морошка река и изградба на резервар за водоснабдување во село Видовиште. Значи, ние имаме донесено одлуки за сите три градежни работи и трите градежни работи беа стајана на една аукција. Одлуката од Советот донесена вкупен износ од 9.906.000 денари, односно 6 милиона за пешачката патека, 2.200.000 за армирано-бетонската преграда и 1.706.000 денари за резерварот. Иако средствата постигнати на електронската аукција не ги надминуваат одлуките, значи
ние имаме донесени одлуки за 9.906.000 денари, а постигнато на електронска аукција 9.765.000 денари. Но, имаме намалување од 6 милиона на 5.653.663 денари за изградба на тротоарот, но има покачување, имаме одлука за армировано-бетонската преграда 2 милиона и 200, а 2 милиона и 329 е цената на постигнатата аукција, и за резерварот од 1.706.000 постигната аукција 1.783.000 денари. Покрај овие три градежни зафати веќе е потпишан договор за набавка на комбинирана машина ровокопач, за што ќе се инвестираат 5.300.000 денари. Исто така, годинава ќе се изведуваат и градежни работи за промена на секундарната водоводна мрежа во Зрновци и изградба на водоводен канал, за што се обезбедени 280.000 денари. Реализацијата на сите проекти е со подршка од стручната служба во општина Зрновци, како и од надворешните соработници, што се вклучени во подготвителните активности. Кочани и Зрновци се во групата на 25 општини што се дигитализирани. Достапни се 20 онлайн услуги, но тие може да се зголемат согласно потребите на граѓаните. Целта на платформата Логес е да се намалат трошоците и ризиците за корупција. Општините Кочани и Зрновци се во групата на 25 општини што се дигитализирани. Логес е првиот софтвер во државата за услуги на локално ниво. Тој е развиен од UNDP и веќе функционира и нуди онлайн услуги во секое време, секаде во светот каде што има интернет конекција. Логес осигурува безбедно онлайн плаќање и добивање на услугата од општината веднаш по електронски пат без да се губи време на шалтерите. Општините Кочани и Зрновци во соработка со UNDP и Центарот за развој на Источниот плански регион преку платформата e-услуги на граѓаните им нудат 20 онлайн услуги, но бројот може да се зголеми соодветно потребите на граѓаните, затоа што Логес има опција за воведување и на нови услуги. Дел од достапните услуги се следењето и контролата на процесот при легализација, барање за издавање извод од урбанистички план, потврда за катастарска парцела, потврда за точна адреса, промена на улица и број, барање за издавање на одобрение за отстранување на објект, како и многу други услуги, кои може да се погледнат на веб страниците на двете општини. Со имплементацијата на платформата за e-услуги Логес се збогатува понудата на услугите кои ги нудат општините по електронски пат, како што се пристапот до податоци од јавен карактер, плаќање на данок, аплицирање за одобрение за градба, поставување на прашања до градоначалникот или советот. Според направеното истражување во земјава, 86% од граѓаните никогаш не користеле e-услуга на општината, наведувајќи различни причини. Најголем дел, односно 48%, не знаеле дека услугите кои се добиваат на шалтер може да се добијат и онлайн. Во прашалникот, како причина за слабата искористеност на e-услугите, дел од испитаниците навели дека поедноставно им е да појдат во општинските канцеларии. Целта на дигиталната трансформација на општините е намалување на трошоците и ризиците за корупција. Учениците кои посетуваат настава во основните училишта во општина Кочани ќе се стекнат со знаења за врсничкото насилство. Активноста е дел од превентивната кампања Крени глас против врсничко насилство, што ја реализира компанијата Мак Петрол во соработка со општината. Учениците ќе учествуваат во работилници со психолог, кој што врз основа на своето искуство на справувањето со проблемот ќе сподели најразлични едукативни информации за булингот. Активноста почна со потпишувањето на меморандумот за соработка помеѓу членката на управниот одбор и директорката во Мак Петрол, Марија Јосифовска-Спасовска и градоначалникот Љупчо Папазов. Работилниците ќе се одржуваат во основните училишта Свети Кирил и Методи, Никола Карев, Малина Попиванова, Раде Кратовче, Ристо Јуруков, како и во училиштето во населбата Оризари, Крсте Петков Мисирков. Психологот на средбите ќе споделува информации и совети за различните аспекти на булингот. Тие не се наменети само за учениците, туку и за представниците на стручните служби, кои потоа знаењата ќе можат да ги вклучат во секојдневната настава.
За Кочани, како и за останатите општини, покрај работилниците Мак Петрол ќе изработи и достави едукативни материјали. Во прирачниците подетално се обработени физичкото, вербалното, психичкото, социјалното и сајбер насилството, како различна форма на булингот. Дополнителни информации на темата се достапни на интернет страницата kreniglas.mk. Освен едукацијата на учениците, но и наставниците и на родителите, вебсајтот овозможува и анонимно споделување на личните искуства со насилството. Целта на кампањата е врсничкото насилство да се третира како сериозен проблем во општеството и да се најде начин како да се препознае, а потоа и соодветно да се реагира. Покрај Кочани, од почетокот на годината, кампањата се реализира и во Виница и Штип и други градови од државата. Општина Кочани бара економски оператор што ќе врши терестичко, ларвицидно и авиотретирање на комарците. Праскањето треба да се изврши со водно-растворлив широкоспектерен инсектициден препарат, одобрен од Бирото за лекови. Општина Кочани објави оглас со кој бара фирма која ќе врши терестичко, ларвицидно и авиотретирање на комарците. Економскиот оператор дезинсекцијата треба да изврши со водно-растворлив широкотен спектарен инсектицид, препарат што е одобрен од Бирото за лекови. Терестичкото третирање треба да се врши со машински прскалки на вкупна површина од 900 хектари на подрачјето на општината, со максимум 3 третмани, со опфат од по 300 хектари во населените места од Полскиот и Ридскиот дел. Ларвицидното третирање пак ќе се врши по течението на Кочанска река од градот кон браната Градче и на локации со застојани води. Планирани се да се спроведат 4 третмани од март до јуни на вкупна површина од 24 хектари. Авиотретирањето треба да опфати површина од 3400 хектари на подрачјето на општина Кочани со максимум 2 третмани на годишно ниво. За терористичкото и ларвицидното третирање предвидени се околу 468.000 денари, додека пак за авиотретирањето сумата е над 1.296.000 денари, без вклучен данок на додадена вредност. Средствата што се обезбедени од буџетот на општината. Право на учество имаат сите физички или правни лица, а тие треба да ја понудат цената која ги вклучува сите трошоци и попусти. Набавката ќе биде сукцесивна и ќе се однесува за период од 12 месеци. Крајниот рок за доставување на понудите е до 1 април, а се поднесуваат до системот за јавни набавки. Договорот ќе биде склучен со понудувачот кој доставил најповолна понуда. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма, а следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.